Гледате Трилинг, добро вечер. Имам две вести, една добра и една лоша, но и двете се испреплетуваат. Македонија старее со драматична депопулација, намален на наталитетот и интензивно се емигрира. Демографите пак велат дека нема да бидеме повеќе од 1 милион за 2 децении. Втората вест е за раст на бруто општественото производство, не помало од 3%. ЕБОР ова предвидување го базира на изградба на патишта и зголемена потрошувачка. Но Македонија натаму троши над незините потенцијали, со зголемен буџетски дефицит, плюс глобална безбедност и нестабилност на европските пазари, ќе принудат власта на внимателност. Во Трилинг гости за економските движења Горан Антевски, еден од собствениците на Радио Кончар ТЕП, за наталитетот Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост. Апсурдно е да очекуваме дека сакаме повеќе деца во повеќе сиромаштија. И самата изјава на Мицковски, која што одново и одново ја повторува без навистина да се подпре на креирање на политики кои што би овозможила никаква подобра реалност за сите нас, укажува дека создава уште поголемо отуѓување и подалба. Македонија секогаш е на штрек. Бизнисот во Македонија секогаш е на штрек затоа што не знаете утре што ќе се случи. Трошоците што ги прави јавната администрација се големи и го оптеретуваат и буџетот, а и нашите плаќања кон државата. Но нема да може да демонстрира триумфализам дуи доколку не ги освои градоначалничките места во водечките општини, пред се оние со најголема символика. Урбаниот хаос се пресликува и во хаос на животот. За европски град ни треба многу време, години се го прашаме, за заличи на европски град. Но, за да почне да заличува, да се почувствува, граѓаните да почувствуваат дека е сменет правецот, насоката на движење, за тоа се потребна е една година. Македонија старее, наталитетот брутално опаѓа. Екзодусот во континуитет продолжува во Македонија. Екс-директорот на статистика Апостол Симовски во Трилинг пред неколку месеци јавно предупреди како продолжи трендот на депопулација. Само за 2 децении во Македонија нема да живеат повеќе од 1 милион жители. Премиерот пак Мицковски неделава не ја откри Америка, кога со право на почетокот од кампањата ја наметнува темата што да се направи во и со општините што интензивно се празнат. Треба да се раѓа, ни порача неделава председателот на владата. Во ова издание на Трилинг соговорничка е Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост, магистрирала во Велика Британија, феминистка, модел политиколог. Миленковска, треба да се раѓа. Дали ако не сте се уште мајка, не сте всушност патриот? За жал, мислам дека поголем патриотски чин од тоа да се остане во Македонија во моментов не постои. И тоа да се остане критичен и да едноставно продолжи да се бори некој во оваа безсмисленост која се обидуваат да ни ја креираат политичарите, за мене можеби најголемиот патриотски чин. Така да ја се чувствувам како многу голем патриот, особено бидејќи имаме можност да се спротивставиме на вакви небулози и вакви националистички пропаганди кои што секогаш предизборно пробуваат да креираат некаква идеја дека всушност ќе зборуваме за вистински политики, меѓутоа тие вистински политики не ги гледаме освен популизмот кој што Мицковски многу добро го знае влада. Како вие ја доживавте првичната порака и оној блицкриг од председателот на владата кога вели потребно е многу детно семејство, наталитетот драматично опаѓа, треба да се раѓаат деца и тука да останат потоа? Иако не е ништо ново, тој во мај исто така им се обрати на младите луѓе на неговата партија дека она кое што треба да го прават жените во нашето општество е да раѓаат. Меѓутоа, иако не е ништо ново, сепак е многу јасен и сериозен приказ за тоа колку одново и одново некои реторики ќе се повторуваат. Дали тие реторики биле многу по-актуелни во 40-тите години на минатиот век или одново и одново ќе се повторуваат со цел да се создаде идејата дека жените мораат да одржуваат нацијата, дека единственото место на жените како машини за раѓање или едноставно дека вредноста која што некоја жена може да има во ова општество е само доколку се реализира и ако сака да се реализира како мајка. Така да од тој аспект повторно покажува всушност
особено 2 недели од кога имавме сериозен фемицид, особено вчера кога излегува вести дека поранешен партнер насилувал својата поранешна девојка, секојдневните статистики за родово базирано насилство оставаме да се занемарат, но ќе се фокусираме на улогата на жената само како мајка. Така да особено е загрижувачки тоа што вика дека се само 2 причини главни во ова: иселувањето на младите и наталитетот, како да заборава дека сите го дишаме истиот воздух, ја живееме небезбедноста на сообраќајот и се останато. Така да многу сериозно и многу јасно знае што прави со овој наратив, кој што одново и одново го повторува во различни аспекти, а особено е значајно каде всушност тој го кажа ова на подпишувањето на програмата на UNFPA, програма која што доколку би ја прочитал, ќе види дека многу сосема спротивни работи пропагира, односно наметнува дека треба да се создава за да имаме пораст на наталитетот, за да имаме соодветни репродуктивни политики и за да имаме едноставно подостоинствен живот од кој што веќе знаеме дека одамна не го живееме. Ќе спасиме ли Македонија од исчезнување правејќи деца во услови кога во држава голем дел од семејствата крпат крај со крај месечно за да преживеат на некој начин, да се обезбедат елементарни пристојни услови за живот? Да, особено со тоа што кога ќе земаме предвид дека 22% од граѓаните живеат во сиромаштија, значи особено најпогодени се семејствата со 3 или повеќе деца и самохраните родители, особено кога гледаме дека сиромаштијата најмногу ги таргетира децата. Апсурдно е да очекуваме дека сакаме повеќе деца во повеќе сиромаштија. Додека не се направат системски промени кои што пред се достоинствено, но потоа и на еден социјален начин, преку социјална правда ќе може да видиме соодветна реалност за овие деца да бидат донесени во овој свет, тогаш ние може да зборуваме за начин на кој што може да се спаси проблемот со наталитетот. Миленковска, што со оние што немаат деца, што не можат да имаат деца, или во најмала рака што воопшто и не сакаат да имаат деца? Каде припаѓаат тие? Тоа е прашање кое што многу јасно укажува за тоа дека и самата изјава на Мицковски, која што одново и одново ја повторува без навистина да се подпре на креирање на политики кои што би овозможила никаква подобра реалност за сите нас, укажува дека создава уште поголемо отуѓување и поделба на добри и недобри луѓе, на луѓе кои што се вистински патриоти, на луѓе кои што не се вистински патриоти. Затоа и на почетокот кажав, за мене најголемот патриотски чин во моментов да останеш критичен и да покажеш дека нешто треба да се промени во твоето општество, да излезеш на протест против загадување, против фемициди и се останато. Овој тип на изјави и овој тип на поделби на веќе ранливо општество, на веќе општество кое што е толку отуѓено на политички, на партиски основи, каде што ние имаме заменето политичката комуникација со политичко насилство. Значи насилството има станато форма на комуникација и само ова долева затоа што покажува дека некој е крив. Според него криви се жените што не реагираат доволно и затоа немаме добра економија. Таквото симплифицирање на работите е дури и навредливо кон граѓаните. Таквото поставување на работите не само што е навредливо од аспектот на не само кон жените што нели се очекува која е нашата улога во општеството преку нивните патриархални и традиционални идеи за тоа што прават жените, но брише еден многу важен аспект на женското учество и во политика. Ние имаме нашата за Македонија настаната врз основа на тоа што жените биле дел од антифашистичката борба. Македонија настаната на сите овие работи и тоа што го кажува е дека ние треба да ако не сме реализирани како родители, ако не сакаме да имаме деца, ние не сме наставно еднакви чинители во овој општество. Тој наратив не само што ќе предизвика поголем раздор во веќе големо поделено општество, туку и ја ускратува можноста граѓаните да бараат вистински сериозни политики. Бидејќи вика ова е проблемот, наместо да земат системски да се решат работите. Дали препознаваш враќање на груевизмот? Само за подсетување, во времето на ВМРО-ДПМН тогаш се промовира сет на мерки за прошивање на многодетното семејство, поддршка за трето дете и така натаму. Истите наративи кои што тој ги користи се истите на Груевски, дури истите кои што и Орбан и Трамп ги користат, со цел да бидат на некој начин и дел од глобалните трендови, каде што ние во моментов гледаме сериозно заекнување на крајната десница и се останато, но исто така покажува и затоа
сериозноста на оваа изјава не треба ношалантно да се гледа, укажува на тоа дека не треба да се нудат долгорочни политики кои што на вистина би дале никаква промена, туку на краток рок. Како што беше политиката за има и трето дете, видовме дека нема никакви резултати, дури некои нови работи кои што се споменуваат, не нудат суштинска промена на она системска нееднаквост која што сите живееме, со цел да се направи некаква посоодветна промена. Кои се причините за перманентниот пат на наталитетот и континуираниот начин на барање излез од оваа држава, односно екзодусот кој се почесто станува драматична тема во домашната јавност? Едно, можеби главните аспекти е исто економската несигурност и сиромаштија. Она што се заборава дека е политички проблем и дека е дел од сите аспекти на живењето, значи не само тоа како се адресира наталитетот, туку и економијата, правдата и се останато. Младите луѓе, особено во Македонија, не чувствуваат дека можат со ниските плати, со скапото домување, со несигурните работни места да креираат семејство доколку навистина тоа би сакале. Исто така постои голема недоварба во институциите и недостаток на социјални услуги. Особено ние на терен кога работиме со различни категории на жени, гледаме дека пристапот до гинеколошка услуга, например, ако си од Ново село, ти треба да отидеш до Велес за базичен пристап на гинеколошка услуга, а да не зборуваме што станува збор со градинките, со жените кои што сакаат да работат и да бидат и да можат да се посветат на домот. Но исто така и на многу клучен аспект е дека се уште немаме сериозен проблем со поделбата на домашниот неплатен труд. Ние во моментов се очекува жените да бидат и мајки, и домакинки, и да бидат дел од работната сила. Тоа е невозможно со тоа како е сега изграден системот. Кои се социјалните и општествени норми и пакети за зголемување на наталитетот и има ли кој треба да биде всушност првиот чекор за да се спречи овој демографски колапс? Има многу први чекори за жал кои што мораат да се направат, бидејќи ова е толку комплексно прашање и затоа симплифицирањето со едноставен одговор од типот на зголемување на наталитет нема да вроди со плод. Потребно е да се адресира прашањето на чист воздух. Буквално истражувањето прикажуваат дека чистиот воздух и климатските промени влијаат врз репродуктивното здравје кај жената, значи влијаат врз плодноста кај жените. Потоа, безбедност во сообраќајот, колку и да звучи апсурдно, соодветна инфраструктура влијае врз квалитетот на животот на луѓето кои што сакаат да имаат семејство. Не може жените со количка да не можат да поминат на нашите тротоари, а ние да очекуваме дека некој би уживал во улогата на мајка. Потоа, потребни се сериозни политики кои што социјалната заштита ќе ја доведат на високо ниво. Ние, изминативе, особено од кога е ВМРО на власт, а не дека и претходно нешто беше подобро, гледаме намалување на социјалните услуги. Кога не се приоритизираат социјалните услуги кои што даваат основната подршка во општеството, не може да очекуваме дека ќе биде некој охрабрен да знае дека од самото општество има некакви работи кои што ќе се возможени. Условията во градинките, колку се инвестира во градинките. Исто така и самото образование. Ние во моментов имаме образование во кој што се бришат сите аспекти од родова еднаквост, сите аспекти од заштита на родово базирано насилство и очекуваме тој образован пристап, тој образован систем да создаде критички емансипирани луѓе кои што ќе инвестираат во државата, напротив, ќе создаде само послушници и ќе создаде насилници. Така да сите овие аспекти влијаат врз тоа ние како бираме да креираме семејство или исто така како бираме да веќе постоечките семејства ги згрижуваме. Веќе многу е важно го зборуваме моментот за дека треба да се креираат нови деца. Меѓутоа што правиме со тие што се веќе во Македонија? Што правиме, односно како ги третираме децата што веќе се родени? Не треба да ни интересира животот на едно дете додека не се роди. Туку што откако ќе се роди, која е градинката во која што ќе може да се запише, која е училиштето, какви се условите во училиштата, какво е образованието кое што ќе го добие, каков е воздухот што ќе го дише, каква е улицата што ќе треба да премине за да стигне во училиште. Сите овие работи наврно ги кажувам на едно можеби подиректно ниво. Дел од реакциите на македонските граѓани по овие пораки на
председателот на владата за многудетно семејство поврзано со патриотизмот го оценија како патетични оценки, особено што доаѓаат после она трагедија во Кочани, блицкригот за помош на младата девојка Росица, на која веројатно институциите остана глуви. Како вие ова го доживувате цело? Навредливо да се очекува во сериозната анксиозност и болка во која што живеат луѓето секојдневно, заради болката заради тоа што се случи во Кочани, заради фемицидите кои што секојдневно ги гледаме, заради родово базираното насилство кое што е станато норма, навредливо е да се кажува ние сега треба да раѓаме деца. Дури ќе се дозволам да го кажам, првото нешто што го помислив е како да ние треба да имаме повеќе деца, бидејќи едно може да ти биде изгорено во клуб, бидејќи е небезбедно и се останато, друго може да ти биде убиено на улица од некој кој што вози над 90 и има дозвола за истото. Третото може да ти биде од рак кој што заради загадувањето сите евентуално ќе го добиеме. Абсурдноста на таа изјава не е само навредлива затоа што повторно и одново жените ќе ги стави во позиција на машини за раѓање. Затоа сме веќе навикнати, знаеме дека следно нешто што ќе направи е забрана за абортус и дека тоа е следниот чекор што ќе го направи. Ке повторно за 6 месеци јас и ти ќе зборуваме на истата тема за таква политика која ќе биде донесена. Меѓутоа навредливо е затоа што од аспект на болката која што во моментот ја носат родителите чии деца починаа и да треба да слушаат дека единствениот начин на кој што може да се продолжи и обнови и патриотски чин да биде за Македонија да постоиш е всушност да раѓаш деца. Односно да креираме многодетни семејства. Таа патетичност за жал проаѓа кај граѓаните, особено бидејќи она што го споменав дека создава отуѓување и покажување со прст. Кога имаме политичари кои што немаат капацитет да креираат вистински политики кои што би значеле вистинска работа, многу е лесно да покажеме дека некој друг е виновен, дека виновна е родовата еднаквост, дека виновна се луѓето кои што се малку поразлични од традиционалните македонски семејства. Дали тоа е исто многу важно прашање, дали оно се обраќа на многодетни семејства на луѓе од мешани бракови, дали можеби се обраќа на луѓе од малцински заедници. Тоа е исто многу значено што на вистина значи патриотски чин да биде креирање на многодетно семејство во оваа реалност во која што ние гледаме фемицид на секој случај, во кој што знаеме дека институциите не само што нема да те заштитат, туку и ќе учествуваат во системската нееднаквост и во насилството. Во коалиција Маргини за 3 години документиравме 250 случаи на институционално насилство, каде што повеќето од нив не можат да бидат пријавени, бидејќи самиот пристап за пријавување, ако си малку поразличен, не можеш ни да го користиш како услуга. Во изминатава година поголем регрес е направен во нашите човекови права и правно, и социјално, и во јавноста, него многу побрзо како што беше во минатото за време на Груевски. Благодарам за гостувањето во емисијата. Фала ви. Сара Миленковска, магистар по родова еднаквост, магистрирала во Велика Британија, политиколог на Правниот факултет во Скопје, феминистка.